На денешната пресконференција на примопредавањето на функцијата директор на клиничка болница Штип се покрена прашањето за добивање решение за средниот медицински кадар. Поранешниот директор Ален Георгиев посочи дека одобрението од страна на Министерството за финансија оставено во мирување поради изборниот процес во државата, а истото било во процедура од почетокот на јануари. Тоа е едно одобрение од страна на Министерството за финансии кој што беше почнато во процедура беше од почетокот на јануари, меѓутоа поради почетокот и процесот на изборниот процес кој што беше во државата, таа работа още не беше почната, беше оставена во мирување. Според тековната ситуација, клиничка болница Штип располага со 33 вработени. Некаде над 33-4 вработени се. Има 5 доктори, има 8 медицински сестри, една акушерка, има 10 болничари, 8 хигиеничари и физиотерапевт еден има. Значи тоа е околу над 30 бројка вработени кои што веќе нели е дадена таму согласност од Министерството за финансии. Во делот на финансиски ситуацијата не е завидна, значи има сериозен долг клиничка болница Штип кој што се влече веќе 3 години од периодот од 22. Тие 3 години сериозно ја нарушија финансиската стабилност која што имаше тие 3 години. Од делот на вработените можам да кажам дека персонално и тука слабо стоиме, бидејќи од 2020 до 2023 година буквално не примивме ниту еден вработен во клиничка болница Штип, а заминаа над 120-30 луѓе по разни основи. Од аспект на вработување во периодот од 2020 до 2023 година немало ниту еден нов вработен, а токму тогаш заминале над 120 вработени поради различни основи.